От денеска трябваше у пензия да идам, не ми платия една година бенефициран стаж, жената не работи. И сега трябваше една година да чекам за 2 месеца стаж. Какво се чувствувате? Какво да се чувствувам без пари? Живеям 4 члена с 8000 пензия. Старата зима и той е той. Сметки платиме, за ядене нема. Ако трябва 2 пъти да ядам, 1 път ядам. Било ли е по-тежко от сега? Не. Не, я от 74-та съм у Руднику запослен, овака не е било. Иван Глигоров е само jedan od stotiната рудари од Добрево и Тораница кои поради неодговорноста на газдите и државата останаа без пензија. Најмалку 50 рудари месецов требало да станат пензионери, а уште толку да заминат како технолошки вишок. Но индијците ги дотепаа со неплаќање на придонесите, па тие се заглавени во правните лавиринти и се оставени без денар во джебот. Ништо поарно не им е и на останатите, кои како невработени немаат никаков приход. Без пари. 2 деца на школа и тоа е. Ваѓаат секој ден да исклучуваат струја, вода, сметки не може да покриеме. Ситуацијата е алармантна, значи живото е многу тежок. Ја имам još 20 дана за примање од тој живео. Многу тешко, иначе банка ги зима сите парите и многу тешко. Ова е резултат на доцнењето на рестартирањето на Добрево и Тораница, но искусните рудари се плашат дека дури и утре да влезат во јамата, првите пари ќе ги чекаат уште долго и тие и рудникот. Сега да го рестартират, да решат да го рестартират ќе биде многу тешко за да се почне со производство. Производството дали ќе почне и по кој знае кој месец. Поради ова рударите денес излегоа на протести пред општината во Пробишти, барајќи одговор што се случува со новите собственици и најавите за рестартирање. Моите информации од страна на собствениците се дека тие покрај тоа што работат на дозволите и на купување на имотот, имаат веќе испратено тим од експерти кои што работат на скенирање на состојбата во рудникот, работат на план за работење, односно за реорганизација по работни места, работат на план за набавки во делот на нова опрема, во делот на репроматеријали. Хипотеката на имотот на рудникот и неможноста опремата да се стави во функција е можеби најголемиот проблем. Бараме ова владата да најде најкраток законски рок за да се пониште хипотеката на рудникот и да се почне со рестартација. Тоа прво треба да се исплатат ова трите заостанати плати и да се плате побарувањето према државата во кое имаме ние неплатени бенефиции. Се во ова е долг и мачен процес, а поранешните рудари бараат спас за себе и своите фамилии. Владата мора да го реши прашањето. Нек изваде процент. Ако планира до пензијата тие работи, спрема стажа, процент да ни дава некој динар. Дали ќе фате од 30 години повеќе работен стаж, дали на 30 ќе пресече, дали на 35, например, после млад народ, нека примате тие работи. По одземањето на концесијата на Индоминерали на улица останаа близу 1000 рудари од Добрево и Тораница. На сите нив новиот концесионер уште пред 3 месеци им вети поголеми плати и брзо рестартирање на рудникот, но од сето тоа за сега нема ништо.